Навршува еден месец по страшната поплава во село Порој, кога поради обилните врнежи од дожд се излеа Поројска река. И по еден месец жителите на Порој се уште чекаат да им се исполнат дадените ветувања. Решение на проблемот го наоѓаат во изградба на брани, кои би биле од село Гермо до Порој, за да може да престанат да живеат во страф од секој дожд кој би можел да предизвика повторно поплава. Се пожалија дека и покрај ветувањата на новата влада се уште не започнуваат градежните работи за изградба на 2 нови моста во внатрешноста на селото. Во Порој не пречека председателот на местната заедница Сулеман Рамадани, кој истакна дека овие проблеми мораат да се средат за да може да се обезбедат нормални услови за живот. Многу е носено песокот и камењата, ама е работено само на долниот дел на реката. Ништо не е работено на горниот дел. И затоа чекамо и баравме од институциите за овие камења што се позади нас тука. Овие опет ние ги гледаме као голем ризик за да дојдат кај нас опет на село. Но село Порој се соочува со уште еден проблем, а тоа е главниот мост на патот Тетово-Јажинце. Овој мост, дирекцијата за заштита и спасување, по направен увид, потврди дека бил премногу оштетен. Жителите бараат да се изгради нов мост, но и да се искршат сите огромни камања кои реката успеала да ги донесе до селото. Ако доле мислат дека може некако да се прави мост, тогаш што повеќе има место, може пошироко да се направи некој, има архитекти што можат некако да направат поарно нешто. А горе во село, каде е потесно, каде каналот на реката е тесно, тука не може некако. Едино решение е горе да се направат брани кои по моје мислење коштат помалку од тоа што го чистат рекава. Реакција и од страна на ВМРО ДПМН на одржаната пресконференција Александар Велјановски истакна дека и покрај ветувањата на премиерот Зоран Заев дека за една недела ќе се решат проблемите, чистењето е целосно запрено на реката, а механизацијата е целосно повлечена. Денес се наоѓаме во селото Порој, каде што и после еден месец од поплавите, што го погоди ова населено место, се уште состојбата на патиштата и мостовите не е нормализирана. И покрај ветувањата дека за една недела овие работи ќе се решат, чистењето е целосно запрено, а механизацијата е повлечена. Зоран Заев дојде, се фотографираше, им ветуваше на граѓаните и си замина. Освен позирање, граѓаните не видоа никаква полза од него. Од поплавите кои што се случија минатиот месец во село Порој беа оштетени над 50 хектари засадено земјоделско земјиште, стамбени објекти, како и 3 мостови во ова населено место. Земјоделците ги поднесоа барањата за обештетување на штетите, но се уште ги чекаат средствата.